Вонредна состојба прогласи председателот на државава Стево Пендаровски на целата територија на Република Северна Македонија поради заштита од коронавирусот. Сакам да информирам македонската јавност дека предмалку ја потпишав одлуката за прогласување на вонредна состојба на територијата на целата држава. Денес попладне владата упати барање до собранието, кое според уставот е прво надлежно за прогласување на вонредна состојба, но председателот на собранието веднаш го препрати тој акт до мене, тврдејќи дека не може да го свика собранието да расправа за тоа прашање. Мојата одлука се базира врз членот 125 од нашиот устав, кој пропишува ваква можност, доколку собранието од различни причини не може да се состане. Конкретно, одлуката за прогласување на вонредна состојба ја донесов заради заштита и исправување од последиците на ширењето на вирусот COVID-19. Пендаровски апелира до граѓаните да се придржуваат до препораките за заштита, да бидат смирени и солидарни за да се преброди оваа тешка ситуација. Воедно на пресконференција им се заблагодари на сите вклучени за заштита против коронавирусот. Со воведувањето на вонредната состојба, техничкиот премиер Оливер Спасовски на денешната пресконференција изјави дека граѓанските права и слобода не се ограничуваат по автоматизам, се ќе функционира како и пред вонредната состојба и дека не донеле нови ограничувања во движењето на граѓаните. Воедно тој им порача на постарите лица да не излегуваат од дома. Би сакал да упатам порака до највозрасната популација, нашите родители, баби и дедовци. Останете дома. Препораката е сериозна и затоа треба да седите дома. Доколку имате некаква потреба, обратете се до својата општина или во Црвениот крст. Побарајте помош, во општините има волонтери и тие ќе помогнат. Спасовски воедно додаде дека остануваат препораките од Министерството за здравство и лицата кои ќе почувствуваат симптоми на коронавирусот веднаш да се јават на телефонските броеви во Центарот за јавно здравје. Екипата на Здравкин телевизија на терен ги праша пензионерите од Велес дали ги почитуваат препораките од надлежните и апелот да се остане дома. Лицата од третата доба со подеднакво мислење велат дека, иако ги почитуваат правилата, тие сепак мораат да испаднат од дома и да ги завршат основните обврски, како купување на храна и лекови. Почитуваме, вака треба нешто се купи за јаде и тоа, иначе да би сами, ако сам се заштити, секој ќе заштити, ако не, тоа е. Нека врти само Господ нар. За по други држави многу лошо е. Апелираат да се седи дома, но повторно се собираат пензионери. Апе, треба нешто да купиш. Ево, сега од чарше купиме нешто и сега ќе си одиме дома. Како ние сме стари во изолација, сме стално што вика Шенка денеска на телевизија. Дома сте, вака по потреба нешто. Но сепак, во оваа тешка состојба и покрај препораките на надлежните, некои пензионери не се плашат од коронавирусот. Воедно имаат и свое мислење за целата состојба. Иако не се експерти, сепак го искажуваат својот револт. Сите овие работи што ни се случуваат со вируси, со такви работи, американците ни донесоа свинска чума. Англичаните ни донесоа со говедата онаа говедско лудило. Ова не се знае од каде, а пак е од големите сили. Ова е вештачка работа, треба да се припазиме за здравјето наше. Имено апелираме по препораките на надлежните да се седи дома и да се почитуваат правилата за заштита од коронавирусот и да се носат маски и ракавици. Воедно, доколку почувствувате симптоми на вирусот, да се јавите во Центарот за јавно здравје на телефонскиот број 071 219 278.